Најтрофејниот фудбалски клуб Вардар го доби онново Пелистер. Дербито во Битола заврши со резултат од 1-2 за црвено-црните кои се вратија на врвот од табелата во првата македонска фудбалска лига. Во први дел мрежите во Битола мирува, а во втори дел беа постигнати 3 погодоци. Мато го отвори резултатот со фантастичен гол во 54-та минута, но по 6 минути Петковски го издрвни резултатот на 1-1. Победникот беше решен со гол од пенал. Закарик во 83-та минута беше сигурен реализатор од белата точка за конечни 1-2. Вардар сега се врати на врвот до првата лига со 3 победи во низа. Арсими го продолжува трендот на позитивни резултати во фудбалската елита, откако дома го доби Башкими со резултатот 4-2, додека пак Тиквеш конечно дојде до триумф солудувајќи го Работнички во гости со резултатот 0-2. Тимот од Дебар Мало ја продлабочува резултатската криза и се наоѓа во долниот дел од табелата. Строго Тремилум со сигурен 0-2 го освоила тимот на Македонија Ѓорче Петров во гости, а пак во Струмица беа забележени 6 погодици за делба на бодовите меѓу Брера и Силекс. Двете екипи одиграа 3-3. Од 12-тото коло останал да се одигра надпреворот меѓу Шкупи и Шкендија, кој е одолжен поради европските обврски на шампионот од Тетово. Вардар е на врвот со 30 бодови, Струга е второ со 29 бодови, а пак Шкендија е трета со 24 бодови, но со меч помалку. Силекси на четвртото место со 22 освоени бодови, а пак Башкими од Куманово е пети со 19 бодови. Бреера Струмици има 16 бодови, за шесто место на табелата седми Арсими со 15 бодови. Во баразонот е Македонија Ѓорче Петров со 14 бодови како осма, Тиквеш е 9 со 12 бодови. Во зоната за директни испаѓање Пелистер како 10 со 8 бодови, Работнички е предпоследен со 7 бодови на своето конто, а на дното е Шкупи со само еден освоен бод и меч помалку. Овој викенд ќе се играат надпреварите од 13-тото коло на првата лига, во која Струга дома ќе игра со Арсими, Башкими против Работнички, дуел каде двете екипи ќе барат враќање на победничките патеки, Вардар против Тиквеш, Пелистер ќе биде домаќин на Бреера Струмица, Силекс дома го чека в енерџијата Шкупи, а пак Шкендија ќе игра со Македонија Ѓорче Петров.